Доктор Јана Лозановска пред малку беше во Уставен суд и поднесе иницијатива за оценување на уставноста на 3 амандмани. Можеш да ни кажеш поконкретно за што станува збор? Да, поднесов иницијатива за оценување на уставноста на нацрт амандманите усвоени на седница на влада на 2 ноември и членот 1 од конечната спогодба помеѓу Македонија и Грција. Цениш дека се косат со уставот? Па да, но еве да чуеме, да видиме Уставниот суд како ќе се произнесе. Морам накратко да коментирам, иако не е вообичаено, сепак до сега ова е на некој начин мисија, mission impossible, што викат, невозможна мисија да се натера Уставниот суд да каже одредено мислење по иницијатива на граѓани. Што очекуваш? Па да, не очекувам многу за жал, но еве тоа што е во наша можност како граѓани на Република Македонија, јас го сторив тоа што беше во моја можност и поднесов иницијатива. Сега останува на Уставниот суд да се изјасни околу таа иницијатива и да ги каже своите аргументи врз основа на Уставот и законите. Конкретно во фокус го стави членот 30, амандманот 35. Зошто? Да, бидејќи во иницијативата прашувам дали е возможно да Уставниот суд се изјасни во однос на тоа дали е возможно собранието со двотретинско мнозинство да го поништи или проиначи референдумот од 1991 година со која се прогласува и самиот устав од 1991.